Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години патувам низ руралните региони и заборавените села во Република Македонија. Овој пат се наоѓам во Република Албанија, поточно речено во општината Пустец, да ги посетам 9 села во Република Албанија, да ги посетам мештаните македонците во општината Пустец, а тие да ми раскажат многу приказни за нивните родни огништа. Почитувани мои, патувајќи низ Република Македонија, патувајќи низ етничка Македонија, користам многу литература, која што таа литература ја наоѓам копајќи низ архивите, како во Република Македонија, така во архивите во Република Србија, Албанија, во Грција и во Бугарија. Меѓу тие архиви се наоѓа, овој пат ќе ми биде водич низ селата во општината Пустец, тоа е книгата на Владо Јовановски со работен наслов "Населбите во Преспа", каде што има и посебен дел за 9 села во општината Пустец. Поминаа речиси 40 години откако во тогашната радио-телевизија Скопје, поточно речено во тогашното радио Скопје, во радиоемисиите Гласот татковината и нашите сонародници во странство, под менторство на бардот на македонското новинарство Владо Гаџовски, ја направив првата радиорепортажа со работен наслов "Рилево село во Донерска околија", а нешто подоцна во утринската програма на телевизија Скопје "Добро утро Македонијо", истата видео ја обликував под работен наслов "Заборавеното село Рилево", каде што си поставив работна задача еден ден не само што ќе ги посетам речиси сите села во вардарскиот дел на Македонија, туку и поголемиот дел од селските населби во Пиринскиот, Егејскиот, во областа Гора, која се распостила во Србија, областа Голо брдо и 9 селски населби, населени исклучиво со македонци во Мала Преспа во Албанија. Како што одминуваа годините, така мојата работна задача полека се реализираше. Покрај 1700 селски населби, според мојата евиденција, од вкупните 1984 села во Република Македонија, што ги имав посетено, 10 документарни видеозаписи што ги направив во Егејскиот дел на Македонија, од вкупните според евиденцијата на Јован Трифуновски, 2000 селски населби, 5 селски населби од вкупните 28 според евиденцијата на Исмаил Бојда во областа Гора, неколкуте населени места во Пиринска Македонија од вкупните 500, исто така според евиденцијата на Јован Трифуновски, и неколкуте села од вкупните 16 според евиденцијата на Никола Ѓурај во областа Голо брдо. Ете така да речам, дојде денот, како што вели народот, да дојдам и меѓу македонците кои живеат во 9 села во албанскиот дел на Преспа во општината Пустец. Одлуката, така да речам, беше донесена на сам ден на Вртолом 2021 господово лето, кога бев на снимање на нов документарен запис во мариотското село Крушејца, под самата падина на врвот Маргара, на местото викано Света Петка, каде што после неколку поминати векови крушенчаенецот Јоше Сајковски пред 17 години по Божја промисла започна со вообздравувањето на многовековниот манастир Света Петка при самиот крај на празнувањето. Прилепчанецот Валентин Поповски ми рече: "Зоране, да те прашам нешто онака по прилепски, ќе може ли?" Како не може, му реков. Дали досега се бил меѓу нашинците во Мала Преспа, во албанскиот дел во општина Пустец, таму има 9 села, чисто македонски, голема добрина ќе направиш да направиш некое кадро, оти знаеш и тие се нашинци, македонци пород, многу ќе се израдуваат, ме праша. Долги години се токмам, ама да бидам искрен и пред себе и пред тебе, ама и пред Бога не сум бил, му одговорив.
Ај вака ќе направиме. Денеска сме Вртолум. Од Вртолум до Света Марена имаме точно 30 дена. Имаме доволно време јас да им кажам на нашинциве дека ќе ги посетиме. Јас најсетне ќе те однесам во првото село, после стење селото Туменец и да знаеш, на селото Туменец и селска слава му е, а има и убав манастир, Света Марена се вика, и убај конаци има, а и веднаш до езерото е, со кајќе ќе се оди таму. Се согласуваш, што велиш, повторно ме праша Валентин Поповски. Како не се согласувам, таман работа, па тоа цел живот го работам. Ти кажи им на нашинцина во Туменец дека заедно ќе дојдеме на гости, шеговито му одговорив. Браво, бре Зоране, браво, таков ќе ми направи на душичкава моја, што досега никој ми нема направено во животот мој, досегашен радосно ми подвикна Валентин Поповски. Почитувани мои, помина речише една година и од кога намина во селото Туменец и на сам ден на манастирската слава, чие име го носи манастира Света Марена, кога на сам ден, кога символично се закројуваат лозјата на Свети Трифун во непосредна близина на прилеското село Волкосело, повторно се сретнав со мојот пријател Валентин Поповски, кој повторно ми рече: Зоране, голем поздрав имаш од нашинцине не само од Туменец, туку и од другите 8 населени места кои се наоѓаат во општината Пустец и за нив да направиш еден документарен запис. Што велиш, да знаеш, многу ќе ги израдуваш, а и ќе направиш голем себап. Ај вака ќе направиме. Денеска е Свети Трифун. Од Свети Трифун до Прочка, до Поклади имаме точно 30 дена. Јас ќе отидам кај нашинцине во албанскиот дел на Мала Преспа, да им кажам на нашинциве дека ќе ги посетиме. Јас најсетне ќе ми те однеса во првото село, после стење Горна Горица, потоа во Долна Горица, па во Глобочани, Зрновско, Леска, Пустец, Шулин и најсетне во селото Церје, онака народски ми предложи Валентин Поповски. Неговиот предлог со задоволство го прифатив и навистина така и бидна. На сам ден на Прочка, заедно со мојот пријател Валентин Поповски, тргнавме во албанскиот дел на Мала Преспа, во првото село, после македонско-албански граничен премин стење, селото Горна Горица, каде што го започнав снимањето на новиот документарен серијал во 9 продолженија со работен наслов Општина Пустец, историографски записи. Почитувани мои, ова мое патешествие кај македонците кои живеат во Општина Пустец немаше да биде реализирано без соработката на првиот меѓу еднаквите во Општина Ресен, градоначалникот на Општина Ресен, Јован Тозиевски, и на собственикот на фирмата Милкус, Милчо Кузмановски. Почитувани мои, навистина се радува што ете така да речам ми се оствари долгогодишната желба да дојдам во општината Пустец, да ги посетам 9 села во ова општина и за нив да направам документарни записи. Македонско-горничко-преспанската езерска регија, како дел од парчето земја која со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее на ова парче земја македонски, е преполна со историја и само историја. Секоја грудка земја, секоја карпа, секоја капка вода кога ќе стиснете во вашите дланки, протекува историја и ќе протече историја и само историја.
Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Може би македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано постоел македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие народни, да речеме, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое е било прокламирано врз пропагандата образование. Македонците наназад со векови низ својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција, значи старите слави, прослави и така натаму. Почитувани мои, да бидам искрен, најпрво пред себе, пред вас, а пред се пред Бога, пред да дојдам во селото Горна Горица, неговата околина, ја замислував дека тоа село е пуста пустелија, село како од оние нашиве заборавениме, села со неколку жители, со по некој старец, села со паднати кујчи, плевни, обраснати дворови со трњи и капини. Очекував да ја видам Горна Горица од времето на владењето на Енвер Хоџа, арно ама старинскиот ликот на селото одамна беше заменет со новата современа западна архитектура, со убави кујчи, уредени дворови, распослани во непосредна близина на преспанските езерски води, полно село со народ, село со градски карактер, на кое можат да му позавидат приградските и градските населби во Република Македонија. Почитувани мои, предлагам поголемиот дел од моите досегашни историографски, антрополошки и географски сознанија за селото Горна Горица, со кои располагам копајќи низ архивите ширум балканскиве простори во изминатиот период, и вам да ви пренесам со надеж дека помеѓу помладите по раѓање или по потекло од македонскиве простори, а и пошироко, особено меѓу оние попатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Речено сторено, како што вели народот. На сам ден на поклади во раните утински сати од Прилеп преку Битола Ресен по магистралата Ресен-Царев двор граничен преместење и по поминати 20 минути лагана вожња со возилото од марката Мерцедес под команда на Диме Степоле, откако ги поминавме граничните формалности заедно со мојот пријател Валентин Поповски, пристигнавме во селото Горна Горица. Во книгата Селските населби во Преспа од Владо Јовановски има забележено и за двете села Горна Горица и Долна Горица. За Горна Горица го забележал следново.
На 3 километри јужно од македонско-албанската граница, на околу 2 километри западно од северниот брег, на условно наречениот Горничевски залив на големото Преспанско езеро, десно од патот Битола-Корча, во Мала Пазова од источните падини на Галичица, во изобилство на диви питоми растенија, на надморска височина од околу 900 метри, се наоѓа селото Горна Горица. Селото од север ќе граничи со Република Македонија, поточно речено со селата Стења и Лесковец, од исток со селото Туминец, од југ со Долна Горица, од запад со острите и камените планински сртови на Галичица, а преку нив со селата Пишкопеја и Хариполи и селото Љубаништа во Република Македонија. Горна Горица е многу старо село. Првото заселиште му се наоѓало во непосредна близина на денешното село Долна Горица, чие денешно заселување се случило во првата деценија на 16 век како резултат на надојдените езерски води. Атарот на селото се распостила на 15 квадратни километри, чиј простор претежно е каменито-ридски планински, обраснат со дабова, дренова, габрова и букова шума и сочни пасишта. Обработливото земјиште се распостила меѓу каменитото земјиште во североисточниот и источниот дел од Атарот и дел од крајезерската рамница. Низ Атарот на селото тече Горногоричката субодолица, а во северниот дел од Горногоричкото поле тече Туминечка река. Селото Горна Горица е македонско-христијанско православно село. Низ историографските документи неговото име се среќава како Горна Горица. Селото е озбиен тип со 100 куќи, кои во минатото били изградени од камен на 2 ката, покриени со турски керамиди со мали дворни места. Селото се дели на 3 мала – Горна, Средна и Долна мала. Поедини места во атарот на селото ги носат следните имиња: Бела земја, Бачило, Билките, Волчја јама, Велјополе, Галичица, Долно поле, Морско, 2 ливади, Крстовите, Рамништа и многу други. Новите традиции, навики и обичаи не можат така да ни го загреат срцето и да ни го исполнат со радост, онака како што можат старите македонски традиции. Сепак да не бидеме погрешно разбрани, светот обстојува врз основа на оспособување и имплементирање на новитети. Ние мораме да ги почитуваме тие новитети. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, обичаи и така натаму. Бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Таа традиција и тие обичаи се мост меѓу младите генерации и нивните предци. Тие традиции, културата, обичаите, творештвото, јазикот, фолклорните обичаи се најверодостојни нешта кои што се пренесувале од генерации на генерации низ вековите наназад. Прв пат селото Горна Горица во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвото црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсей и Самуил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царо Самуил од 979 до 1014 година и црковните записи кои датираат од времето на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир, во византиските записи од времето на Јован Скилица, поточно речено од 1020 година, за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година,
Во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич Несилниот од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин и македонскиот владетел кралот Марко од 1371 година. За селото Горна Горица како континуитет на некогашното село Горица може да се каже дека е старо, повеќе вековно христијанско село во кое секогаш живееле православни македонци. Во различна форма на името Горица, Горна Горица и Горица се среќава во повеќе извори од различни периоди. Најпрво во 16-тиот и 17-тиот век во Слепченскиот кодик, во 1568-69 година во турските описни документи за казата Биглишта. Податоци за селото Горна Горица се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1568-69 година, каде што во овој дефтер селото се споменува како Горица и припаѓа на казите Горица, Билишта и Хрупишта, како падишарски хас во нахијата Билишта, кое брои 15 семејства. Во пописниот дефтер од 1665 година, кој се однесува за периодот од 100 години по претходниот, кој ги содржи речиси истите податоци, како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер, покрај другото, е запишено дека селото и припаѓа на Ресенската нахија и имало 14 семејства, 4 неженети и 4 вдовици, сите христијани. Во пописниот отомански дефтер од 1865 година е запишено дека селото брои 29 христијански куќи. Селото Горна Горица како континуитет се среќава во повеќе извори од различни периоди. Во 1865 година во патописот и картата на Јохан Кан, во 1900 година во делата на Васил Крчов, во 1902 година кај Лев Огненов, во документите испомените од Илинденскиот период, во 1912 година кај Георги Трајчев, во 1917 година кај Боривоје Милоевиќ, а потоа и кај Стерео Спасе, кај Пјанка, Драголјуб Будимовски, Тошо Поповски, Стојан Ристевски и кај многу други. Дека селото Горна Горица на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија 1394 и 1767 од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ, издадена во 1889 година, каде што за селото е забележено дека селото имало 18 домаќинства со 40 жители христијански македонци. Додека пак Јохан Кан во патописот наменет за селото Горна Горица запишал дека во 1868 година живеат 40 домаќинства. Според статистиката на Васил Крчов, Македонија, етнографија и статистика, од 1900 година во Горна Горица живееле 285 жители, сите македонци. Според записите на Григорија Трајчов, кои датираат од 1912 година, во тоа време во селото живееле 380 жители. Според записот на Бранислав Милоевиќ,
Во 1917-1918 година селото броело 17 домаќинства, додека според записите на Кирил Мундишев, во 1923 година селото броело 136 жители, а според Стерио Спасе, во 1932 година во селото живееле 75 фамилии со 600 жители, а според Пјанка, во 1940 година селото броело 20 куќи, додека пак во 1948 година заедно со Долна Горица селото броело 500 жители, а во 1996 година селото броело 110 куќи и 600 жители. Владо Јовановски во неговото дело "Селските населби во Преспа" за селото Горна Горица го има забележено и демографскиот развој, а меѓу тој демографски развој го има забележено следново. Во текот на своето постоење, Горица го бележи следниот демографски развој. Во 1568-69 година селото имало 15 семејства. Инаку, според овој запис, селото Горна Горица припаѓала на казата Биглишта. Во 1965 година 29 христијански куќи, во 1900 година 285 жители, во 1912 година 30 куќи и 380 жители, во 1917-18 година 12 христијански куќи, во 1923 година 136 жители, во 1933 година 75 фамилии со околу 600 жители, во 1940 година околу 200 куќи, во 1948 година околу 500 жители и во 1998 година 110 куќи и околу 600 жители. Денешниве горногоричани водат потекло од старите семејни родови на Вељовци, Гроздановци, Јанкуловци и Костовци, сите доселени од Шулин, Малевци доселени од Туминец, Нечовци и Ристовци. До 1933 година во селото живееле семејните родови на семејствата Бузовци, Буџевци, Буневци, Вејановци, Гелевци, Димовци, Котевци, Кировци, Котелевци, Кралевци, Мишевци, Наумовци, Нечовци, Неловци, Падиловци, Петковци, Павлевци, Раповци, Ристевци, Спасовци и Треневци, кои на 1 март 1933 година поради 9-годишното барање упатено до тогашните албански власти да им се врати насилно приграбената земја од страна на тогашниот албански бек Малик Каплан бек, а подосна и од неговиот син Етем бек и неговиот братучет Зенил бек биле протерани во околината на градот Пеќ, за да после една година прогонство повторно се вратиле во Македонија, постојано населувајќи се во селата Сопот, Кавадаречко, Пепелиште, Војшани и Прждево, Неготинско, Трап и Породин, Битолско. Втората половина на 18 век за Горна Горица, во чиј состав влегуваат и селото Долна Горица, како единствено село забележено во отоманските пописни дефтери, е период на обновување на селото испразнето со постушењето на арнаутскиот башибозук, кој броил околу 200 арамии и силеџии, уништен од отоманскиот падишах. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија врз претходно разорнатата селска црква Свети Димитрија,
која првично била изградена во 1773 година, реобновена во 1904 година, за чија незина реобнова говори записот тиснат во камен во кој се наоѓа во северниот зид во олтарот, која од 1967 година па се до 1990 година беше претворена во народен магазин, која во 1991 година е реобновена како капела. Селото Горна Горица уште од памтивека имало учени луѓе. Првото училиште е отворено во 1889 година во црквата Свети Димитрија. Наставата ја изведувале селските питропи и попови на македонски црковен книжевен јазик и писмо, за да за време на Балканските војни и за време на Првата и Втората светска војна наставата наизменично се извршувала најсетне на грчки, потоа на бугарски и албански јазик, за да од 1944 година во приватни куќи на македонски мајчин јазик од учителот Никола Беровски по потекло од Битолско. Исто така Владо Јовановски во неговата книга Селските населби во Преспа за селото Горна Горица, кој има забележено и историското негово минато. Дел од тие записи гласат вака. До 1912 година Горица беше под турско владење, од тој склоп и беговски чифлик. Еден период беше назначено и за дервежиско село. Последниве 2 века од турскиот период селото беше често напаѓано, грабено и малтретирано од арнаутските арамијски дружини, поради кои се и дислоцирало. Во подготовките и текот на Елинтенското востание зело активно учествувало со својата востаничка чета од 20 комити, заедно од селото Долна Горица, на повисоко ниво раководена од војводата Јоше од Подмочани. Повремено тука престојувала и четата на Митре Пандуров Влавот од селото Кономалди, Костурско-Егејска Македонија. Исто така, селото Горна Горица не го избегнуваат воените действија од Балканските војни, каде што во 1912 година селото припаѓа под српска власт, за да во 1913 година потпадне под грчка власт, како и од Првата светска војна, каде што за потребите на боиштето машкото население првично било мобилизирано од грчката војска, каде што поголемиот дел од мобилизираното машко население, кое било испратено на Македонскиот фронт, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината, а преостанатото население било ангажирано во превоз на воена опрема и изградба на фортификацијски објекти и патишта за потребите на боиштето. Во 1916 и 1917 година во селото Горна Горица извесен период престојувало евакуираното население од селата од Тешево, Стејње и Лесковец. По завршувањето на Првата светска војна, селото потпаѓа повторно под грчка власт, а со договорната размена на територијата помеѓу Грција и Албанија, Горна Горица припадна на албанската држава со сите последици од тогашната албанска политика. Во 1939 година Албанија е анектирана од страна на Италија. Во 1940-41 година повторно машката популација била мобилизирана во албанската фашистичка армија, кое принудно учествуваше во грчко-италијанската војна. Во 1943 година, поради една акција на една партизанска единица на планината Бигла против италијанскиот окупатор, селото е изгорено од страна на италијанскиот фашистички окупатор. По капитулацијата на Италија во 1943 година, селото Горна Горица беше дел од слободната територија на Народно
народно-ослободителната и антифашистичката војна на Албанија, а и на народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија. Во месец февруари 1943 година во селото е формиран Народно-ослободителен комитет. Во втората половина на ноември месец 1943 година на својот пат за Дебрца низ селото поминуваат борците на Битолско-преспанскиот батаљон Стив Наумов, а при крајот на месец април 1944 година борците на првата македонско-косовска бригада. Во текот на народно-ослободителната војна 19 мина горногоричани се бореа во партизанските одреди и единиците на народно-ослободителната антифашистичка војна на Македонија, од кои тројца ги положија своите животи на боиштето ширум Југославија. Историјата на македонскиот народ е еден бисер исполнет со херојства и со борбен дух. Во душата на секој македонец живеат бесмртните македонски херои кои што ги дадоа своите животи за слободата на Македонија како пример за врвно херојство. Овие луѓе живеат и во македонската историја, односно поточно би рекол запишани се во македонската историја, меѓутоа и во колективната меморија на македонскиот народ. Само народ кој што е упорен и кој што е полн со борбен дух и кој што дал толку многу апостоли слободата како што е македонскиот, никогаш не умира. Оскудното плодно поле ги приморало горногоричани својата екзистенција да ја доаѓаат на печалба, чиј традиционален печалбарски начин на живење од година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција речиси никогаш не прекинала. Покрај тоа што многу мештани од селото биле на печалба во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале со своите, иако оскудни имоти, обработувајќи ја земјата и одгледувајќи допиток за вршење на земјоделски работи и за домашни потреби. Кога секој добронамерник ќе дојде во Горна Горица и кога ќе прошета низ селските сокачења и патчења, ќе се одушеви што старото одамна му оставило место на новата современа урбана архитектура, налик на американската, како што знаат да кажат мештаните од селото Горна Горица, на чиј современи градски живот можат да им позавидат и некои помали градски и приградски населени места, не само во Албанија, туку и во Македонија. Почитувани мои, иако на мојот престол во селото Горна Горица му се ближеше крајот, не се замина во албанскиот дел на Мала Преспа, овој пат ќе остана малку подолг период за да направам документарни записи и за селата Долна Горица, Глобочани, Зрновско, Леска, Пустец, Церје и Шулин.